Како што може да забележите, дигиталната трансформација започнува од вас. Е многу важна и реалноста е дека сите од вас имаат големо влијание врз луѓето околу вас, врз вашата компанија и врз тоа каде вашата компанија ќе се движи во следните години преку дигитална трансформација. А сега би напоменал, нели, технологијата има цел. Целта е да ни го олесни секојдневието и да не поврзе. Тоа најдобро го видовме, винове не ковид, но ковид беше една скала напред кон тоа како треба да ги употребиме реално технолошките напредоци кои што ни се достапни. Ирена Ивановска е Семос едукација. Која знае Семос едукација, ја знае Ирена Ивановска. Првата жена Microsoft Certified Trainer и 20 години, се тука имаме еден збор, зборевме многу, што да биде, како да биде. Дали везе, дали буши, дали растура во светот на IT едукација, ја би рекол се од тоа. Секогаш ги има најдобрите решенија, секогаш сака да знае се, секогаш е најнавлезена во Microsoft технологиите и она што би го кажал е довербата за развојот на компаниите и своите вработени и е даден токму на неа. Со еден збор, Ирена е капо ди тути капи. Ирена, прего. Грасие, Марко, грасие на убавите зборови, ми изненади за овој убав говор за мене. Голем поздрав и од мене до сите присутни кои што одвоија време и покрај своите работни обврски да бидат на овој глобален дигитален настан. Ќе се дружиме, ќе видите кои вештини денеска ќе ги стекнете заедно со мене. Драго ми е дека овој настан се случува не само во Скопје, се случува и во други 17 земји, членки на LLPA, Leading Learning Partner асоциацијата на кој сме горди членки веќе со години од почетокот на нејзиното основање. Значи, денеска ќе имаме можност да зборуваме за новите клауд вештини од Microsoft и како да се стекнете со нив. Но најпрвин ќе започнам со изјавата на Сатја Надела, која што ја кажа на Microsoft Ignite конференцијата пред 2 недели. When you change the way to see the world, you change the world you see. Се надевам дека од оваа изјава ќе сватите дека дигиталната трансформација зависи дефинитивно од нас. Заради тоа, за да имаме дигитална трансформација и која веќе во доста компании се случува, мора да имаме култура на учење. Култура на учење во компанија која не го поддржува учењето е стварно поразителна. Голем број на успешни компании ја започнаа дигиталната трансформација. Голем број на компании ги префрлија класичниот начин на работа on-premise во дигиталното работење на клауд. Ги подобрија ефикасноста, ја подобрија. Ја зголемија продуктивност, стана иновативни. Нивните вработени во текот на самиот пат на дигитална трансформација сватија дека на голем број вработени им треба одреден сет на вештини и знаење. Сите знаеме дека со пандемијата голем број од нас започнавме да работиме од дома. Сите почнавме да се учиме на Teams како се работи, на Zoom, на Webex. Значи, сите станавме дел од клаудот. Колку и да бегавме, или како викаме work from home, не е work from home, work from cloud, сите сме на некој клауд, сите сме со колаборација, секој ден комуницираме со разни клиенти, со партнери, комуницираме меѓу нас вработените. Најголем дел од времето сме на колови, ако приметувате. Шеруваме информации. Но во таа дигитална трансформација свативме дека учењето е една од битните елементи. Мора да се изгради култура на учење во една компанија. Култура на учење која што се состои од неколку дела. Она што треба да направите е да инвестирате во обука на вашите вработени. Не само да инвестирате во обука, потребно и да ги наградите за секој вработен што научил одредена нова вештина. Покажете на остатокот тимот дека тој член од тимот научил нова вештина, сте му доделиле нова задача. И секогаш давајте приоритет на сертификатите.
Не само што ги имаат сертификатите вашите вработени. Учествувате со тие сертификати на меѓународни проекти и тендери. Се представувате глобално пред самите клиенти, а секогаш треба и да се земат во обзир и при самото вработување. Сертификатите, како што кажав, меѓународните се светски признати, глобално признаени и на тој начин имате валидација дека вашите вработени имаат стекнати вештини. Ако можете да погледнете од слайдот, ова истрашување направено од Global Knowledge и IDC, каде што 60% од IT decision makerите кажуваат дека имаат загуба поради тоа што еден вработен кој што нема недоволно вештини ги чини од 3 до 8 часа неделно. Замислете, еден ден, секоја недела, еден вработен да има загуба компанијата поради недостиг на потребни вештини во клауд. 26% од луѓето кои што поседуваат IT сертификати се секогаш подобри во однос на оние што не поседуваат сертификати и имаат исти одговорности на работното место. И 91% од вработените веруваат дека IT сертификатите им заштедуваат време и ресурси при нивното вработување. Па би објаснила Microsoft сертификатите за сите клауд вештини се состојат од 3 основни дела. Имаме Fundamentals, Role-based и Specialty. Fundamentals сертификатите се основни сертификати и не се наменети само за IT луѓе. HR, Sales, Marketing, сите оние што сакаат да научат основни вештини во клаудот. А веќе со дигиталната трансформација сите вработени мора да ги знаат основните концепти на клаудот. За оние што се технички лица, секако тука ни се role-based сертификатите, кои што имаме две нивоа на сертификација, Associate и Expert Level. Технички сертификати кои се наменети за job role, ги викаме. Дали е DevOps, дали е администратор, дали е девелопер, дали е Data Analyst, Data Scientist, значи веќе сертификатите се поделени по улоги. Она што објави ново Microsoft се Specialty сертификатите, иако во моментот ги има 3 вкупно, но овој број ќе се зголемува. Во моментот немаме ниво на експертиза Associate или Expert, имаме само Specialty и се Deep Dive, доста технички и доста се поврзуваат и со други third party вендори, како што се SAP, како што AWS, сертификати за сите луѓе кои што работеле SAP, како да преминат во клаудот на Microsoft или AWS. Па би започнала со оваа шема, која што е доста голема, ако ја приметите, како се делат Microsoft сертификатите. Имаме Azure категорија, Microsoft 365, Dynamics, Power Platform. Но пред 2 недели се објави и 5-та категорија Security, Compliance and Identity. Не дека Microsoft немаше сертификати за security, но со COVID пандемијата, ситуацијата со работа од дома придонесе да што повеќе продукти Microsoft како вендор изнесува на пазарот и да обучува што повеќе кадри во областа на security. Security е број 1 секаде во светот во моментот. Да ги објасниме најпрвен основните сертификати или fundamentals, каде што имаме неколку категории. Azure Fundamentals е сертификатот, а за сегде е кратинката на Azure, сите испити, сите курсеви започнуваат со А за кратинката и имаат 3 бројки. А за 900 е еден ден обука и за сите што сакаат да научат концепти, што е public, што е private cloud, да научат концепти
од што е infrastructure as a service, software as a service, platform as a service, одлична можност да започнат со овој сертификат. И секако сертификат кој е одскочна даска дотолку некој сака да иде на напредните сертификати. Вештачката интелигенција, машинското учење, имаме друг сертификат, Azure AI Fundamentals, курсот е AI 900, еден ден. За сите што сакат да навлезат во светот на бази, Azure Data Fundamentals, исто DP 900, е ознаката еден ден. Ако гледате дека сите основни курсеви започнуваат со бројката 900. Идеме на понапредните или role-based сертификатите. Ке видиме на role-based сертификатите се делат на 3 роли: IT Pros, Developers, Data and AI Professionals. Па да видиме за Azure role-based сертификатите. Еден од најпопуларните на светско ниво е сертификатот Azure администратор. 4 дена курс, официјално според Microsoft, кај нас секогаш знам од тренерите дека тешко го предаваат во 4 дена, секогаш го продолжуваме плюс еден екстра 5 ден. Најпопуларен курс не е наменет само за администратори. И девелопери може да го слушаат овој курс. Она класично менаџирање што сте го научиле во вашите дата центри, сега го правите во клауд. Нормално треба да имате познавање од storage, од networking, познавање секако од TCP/IP, од IP адреси, се подразбира дека тоа искуство треба да го имате за да го слушате овој курс. Како надоврзување на Azure администратор е Azure Security Engineer патеката. Ако приметите, овие сертификати се од Associate level. Додолку сакаме да идеме на следното ниво, Expert level, мора да имате некој положен испит од Associate level. Во случајот, додолку сакам да преминам на Azure DevOps инженер, кој е од нивото Expert, потребно е да имам Azure Administrator Associate. Значи, следната патека не води на DevOps, одличен курс за сите оние што работат со Continuous Integration, Continuous Delivery, сите оние автоматизации што ги правите при инсталација на вашите апликации е одличен курс. DevOps A за 400, 5 дена курс. Но покрај овие сертификати имаме и Azure Solution Architect, кој што морам да кажам е еден од понапредните сертификати. Сертификат кој што за да се спремите ви требаат 2 курсеви, 303 и 304, и верувајте дека треба да имате добро искуство со работа во Azure 1 до 2 години за да може да ги полагате и да ги слушате и да ги полагате сертификатите. Често пати ми се случува да дојдат директно на курсот А за 303, па повторно да се вратат на А за 104. А за 104 ви е must, за да можете да идете или на DevOps или на Expert нивото. Да видиме приказната што се случува кај девелоперите. Кај девелоперите еден од најпопуларните курсеви е Azure Developer курс. Нормално, треба да имате познавање од некој програмски јазик, за да може да го посетувате Azure Developer. А за 204 курсот 5 дена. Повторно имаме Associate level. Додолку сакаме да идеме на следно ниво, значи морам да имам Associate за да преминам на DevOps. Приметувате, DevOps се појави и кај администраторите, се појави и кај девелоперите. Значи имаме преклопување на одредени курсеви сертификати што ги опфаќа и двете роли. И секако повторно го имаме и Azure Solution Architect, кој што може да го следат и девелоперите и IT професионалците. Ново е што имаме Azure Internet of Things, спаѓа во категорија Specialty. Курсот е А за 220, како што приметувате сите кратинки се за Azure AZ и има 3 бројки. Една интересна категорија за сите што работат со некакви податоци или вештачка интелигенција се сертификатите за Data and AI професионалците. Еден од најпопуларните и курсеви и како сертификати ни е
Data Analyst Associate. Сите оние што работат со Power BI, сите оние што работат со анализа на податоци, што сакаат да ги прочистат податоците, да ги анализираат и да ги визуализираат, јас обично викам за предменеджмент да ги представиме, не е само за предменеджмент, нормално и ние сел следиме цело време како иде продажбата, каде паѓа, во кој одел да се подобриме. Одличен курс Power BI, DA 100 е кратенката, 4 дена курс и имате соодветен сертификат. За сите оние што работат со бази, со структурирани, неструктурирани податоци, имаме сертификат Azure Data Engineer. Во моментот се курсевите DP200 и DP201, но излезе на нов испит DP203, каде да е очекуваме и објава на новиот курс. За сите SQLG, сите што работат со SQL, on-premise, имаме посебен сертификат Azure Database Administrator, каде што може да менаџирате и SQL и хибридно и во Cloud. Секако и да се запознаете со останатите Azure Data Services. Не е само SQL-от. За сите што работат со вештачка интелигенција, за сите што работат со machine learning, за сите што ги предвидуваат што ќе се случи во иднината, ако дата аналитичарот гледа во минатите податоци, дата сајентистот гледа во иднината. Работи со Machine Learning, Microsoft Machine Learning студиото на Microsoft, одличен курс, DP 100. Морам да нагласам дека курсот не е за почетници. На овој курс потребно е познавање од Python, познавање од статистика, за да може да се следи самиот курс. За сите што работат со вештачка интелигенција, имаме курс Azure AI Engineer, Cognitive Service, Machine Learning исто е вклучено, вештачката интелигенција секако тука. Четботови, ако сакате да правите, одличен курс Azure AI. И нормално, ако гледате, повторно се појавува Azure Solution Architect, ги има кај сите три роли, и кај IT Pros, и кај девелопери, и кај оние што работат со податоци. Тоа се случува во Microsoft 365 или стариот Office 365, што ги знаевме сертификатите. Имаме повторно Fundamentals, MS 900, еден ден, основите во Office 365 или поново Microsoft 365. Имаме курс посебен, сега Windows 10, сите што работат Helpdesk, значи се Modern Desktop администратори. Два курса, MD100, значи Modern Desktop е кратенката, и MD101. Секој од курсевите се по 2 дена. Сите што бевте Exchange администратори, имаме курс за менаџирање на Exchange онлайн. Security во Office, многу битно, MS500. Developer, развивање на апликации во Office 365. Посебен курс, посебен сертификат. И секако, она што се случи со пандемијата, сите некако преминавме на Teams, на Microsoft Teams, се појави потребата и од Teams администратори. Одличен курс за менаџирање на големи околини со Teams. Associate level ги објаснив сертификатите, повисокото ниво е експерт нивото, каде што имате Enterprise администратори. За овие курсеви секако, за да стигнете со експерт титулата, мора некој од горе наведените Associate сертификати да ги поседувате. За сите менаџирање на тенанти во вашата околина, за мигрирање од on-premise во Office 365, најпопуларен е MS100. Курсот MS101 покрива и голем дел со security. Интересен дел, Power Platform. Сите имаме одлична презентација од нашиот колега Зоран Кимов, кој што ќе ви објасни Power Platform платформата. Верувајте дека се и на Ignite конференциите што ги следев и она што ја најавуваа Power Platform, беше дека тоа е платформа каде што можат сега луѓе без да бидат програмери, со многу малку пишување на код, да развиваат апликации. Еден од курсевите
е Data Analyst или Power BI, кој што го видовме. Имаме Application Maker, че со многу малку пишување на код да развивате апликации за вашите бизнес процеси. Дотолку сакате да ги автоматизирате апликациите, вашите бизнес процеси да ги автоматизирате, покрај развивање на апликација имаме и Power Platform Functional Consultant. Дотолку сакате чат-ботови да правите, повторно имаме виртуални агенти се учат во Power Platform курсот и сите 4 компоненти ги поминуваме. Power Platform се состои од 4 компоненти. Power BI, Application Maker, Power Automate и Virtual агентите. Сите 4 роли се работат во овој курс. Дотолку сакате доста по-комплексни, по-enterprise апликации да развивате, тука е Power Platform Developer. Нормално тука треба да имате познавање од C#, JSON, JavaScript, MVC и како ви е потребно. Повисоката или понапредната титула кој во моментот испитот е бета е Power Platform Solution Architect, курс, се уште курсот го чекаме, тоа се за дизајн на вашите решенија со Power Platform. И повторно, ако приметивте, дотолку сака некој да иде со основните, само да навлезе, иако Fundamentals испитите не се мандатори задолжителни, тие се optional, дотолку сакате да ги слушате. Како имаме сертификати од Dynamics, кои што, верувате, најголемо поле мислам на сертификати објавија Dynamics. Едниот дел е Customer Engagement апликациите, каде што имате и за Sales модулот, и за Marketing, Customer Service, Field Service. Ова се сите апликации, сите курсеви и сертификати што ви се потребни за Customer Engagement. Имаме и за финанси, и за Finance and Operations апликации. Тука ви се 5 сертификати кои што ви се потребни за финанси и операции. И она што се објави пред 2 недели од страна на Microsoft се Security, Compliance and Identity Fundamentals курсевите, каде што имаме основен курс SC900, сите оние што сакат да се запознат со основите на security во клаудот, како што се Sentinel, како што е Defenderот, како што е Intuneот, со основните работи може да дојдете на SC900 курсот. За понапредните SC200 или SC200 е курсот и соодветниот сертификат е Security Operations Analyst. За сите што работите со security, што анализирате логови, што одговарате на нападите во вашата компанија, секако овој курс и сертификат е must. Имаше голема дилема и на Microsoft Ignite конференцијата. Па добро, објавивте курсеви за Azure Security, објавивте за Office 365. Која е разликата? Сега имаме security за Azure, имаме за Microsoft 365. Што е разликата помеѓу претходните security курсеви што ги објавивте и новите? Морам да нагласам дека во АЗ курсот голем дел во МС500 курсот за Office 365 10 до 15% се покрива, например, Sentinel. Тука е 40% е фокус на Sentinel, каде што е одлична алатка за собирање на логови, во себе содржи работи со вештачка интелигенција, каде што може да ги предвиди да нападите и да одговори на нападите. Многу подлабоко во Security Operations курсот се работи, за разлика од AZ500 и AMS500. Таму само основите се кажуваат. Дотолку сакате по-технички, подлабоко да навлезете со Azure Defender, кој што негде 40 до 45% се покрива на испитот, 30% е Defender и 25% имате исто за Microsoft 365 Defender. Имаме друг курс, сите оние што работат со Active Directory, Azure Active Directory, Identity and Access Administrator.
Значи security, каде што може да видите кои се познавања треба да ги стекнете со овој курс и овој сертификат. Автентификација, security, сите работиме со governance стратегии, значи голем клучен дел, се што треба подлабоко за security во Azure Active Directory, одличен курс и сертификат. И последниот сертификат од Security and Compliance е Information Protection. Information Protection, кој што, верувајте, во АЗ 500 Security курсот, многу малку е покриен, многу мал процент. Овдека конкретно 100% е на information, заштита на вашите продатоци, compliance политиките во вашата компанија, вештините кои што ќе ги стекнете со самиот сертификат. Најавено од Microsoft дека бројот на security сертификатите постојано ќе се зголемува. Се надевам дека доста од вас ќе стекнат некои од овие сертификати, иако знам доста од слушателите веќе посетуваа курсеви, ги следеа курсевите и се стекнаа со сертификатите. Поздрави од мене и се гледаме во некоја поубаво време. Ти благодарам, Ирена. Она што би потенцирала дека твојата презентација сигурно беше за слушателите, не за тебе, затоа што она што го памтаме дека се ова што го кажа можеш да го кажеш и го имаш во главата. Така да тоа е тоа што го реков ја дека 20 години Ирена везе во оваа индустрија.